49-та недела, декември, под влијание на звездите. Сега сме овде, до краткоденицата ќе стигнеме за 2 недели. Оваа недела ќе ги видиме односите помеѓу Сонцето, планетите и сателитите. Малиот Меркур е многу блиску до Сонцето и може да се види само кога ќе биде највеќе оддалече. Кога Сонцето ќе зајде, Меркур станува видлив. Меркур е најблиску до Сонцето и затоа е најбрз. Го обиколува Сонцето за 3 месеци, а тоа е 4 пати побрзо од Земјата. За да се одржи во орбитата, Меркур се врти многу брзо, бидејќи со тоа држи рамнотежа со привлечната сила на Сонцето. Гравитацијата на Сонцето ја забавува ротацијата на Меркур и тој прави само едно вртење за 59 денови. На Земјата за тоа и треба 1 ден. Понекогаш страната на Меркур, која влегува во сенка, повторно се осветлува, затоа што Сонцето го спречува во ротацијата. Ако сте таму, ќе го видите Сонцето како заоѓа зад хоризонтот, а потоа повторно излегува на неколку дена. Небото и денски е звездено и црно, затоа што нема атмосфера, нема воздух и затоа небото не е плаво, но има 2 залеза. Гледано од Земјата, Сонцето патува на небото одлево надесно, затоа што Земјата се врти спротивно од стрелките на часовникот. Скоро сите планети се вртат во иста насока, но не и Венера. Зошто Венера не се врти како Земјата и другите планети? Поради гравитацијата на Сонцето. Венера е поблиску до Сонцето од Земјата и сончевата гравитација повеќе дејствува на неа и на густата атмосфера која ја обкружува. Притисокот на незината атмосфера од јаглерод диоксид и азот е 100 пати поголем од воздушниот притисок на Земјата. Астронаутите би можеле да се спуштат без падобран, само им треба заштита од температурата која изнесува 400 степени Целзиусови. Сончевата гравитација ја изобличила атмосферата на Венера. Можеби во текот на милијардите години ја забавила ротацијата на планетата и ја нарушила рамнотежата, со што престанала да се врти, а потоа полека почнала да ротира во спротивната насока. Исто така можно е планетата да се превртила, со што би можело да се објасни зошто таа не се врти како сите останати планети. Джиновските планети, Сатурн и Јупитер, исто така вршат влијание на околните небески тела. Сатурн има 100 пати поголема маса од Земјата, а Јупитер 300 пати. Гравитацијата на Јупитер се протега на 800 милиони километри. На неговата орбита се наоѓаат 2 групи на астероиди, тројанци, кои патуваат во Вселената на 60 степени од Јупитер, во точките каде што силата на гравитација ги држи во рамнотежа. Тројанците образуваат симетрични триаголници со Јупитер и Сонцето и се вртат околу Сонцето со иста брзина како планетите. Истиот феномен само во помали размери постои околу Сатурн. Трите негови месечини, Тетида, Калипсо и Телесто, се движат на иста орбита на растојание од 60 степени, а по друга орбита околу Сатурн се вртат уште 3 сателити, исто така на 60 степени еден од друг. Ако би нацртале кругови околу секоја месечина, на пресекот на круговите ќе се најдат соседните сателити. Единствено Сатурновите сателити се наоѓаат на исти орбити. Тие сочинуваат джиновски шестоаголник кој често го гледаме во природата, од светните ливчиња до снегулките. Земјата со својата гравитација ја фатила месечината и не ја дозволува да ротира. Секогаш ја гледаме само едната иста страна на месечината. Сонцето секогаш ја осветлува половината од месечината, жолтата страна која му е свртена, но кон нас е завртена другата, плава страна.
Страната свртена на кај Сонцето и таа што е свртена на кај нас, донекаде се поклопуваат. Зоната на преклопување ние ја гледаме како полумесечина. Месечината се движи понатаму и жолтата страна што е свртена на кај Сонцето и плавата страна свртена на кај нас наполу се преклопуваат. Кога месечината е полна, страната која ја гледаме целосно се поклопува со страната која осветлува Сонцето. Тогаш ја гледаме целата страна која е осветлена од Сонцето како совршена кружна полна месечина. Низ една недела гледаме само половина од месечината, а потоа станува срп кога ќе дојде во линија со Сонцето, која ја осветлува жолтата, невидливата за земјата, скриената страна на месечината. Од земјата секогаш ја гледаме едната иста страна на месечината. Полумесечината е таа иста страна, само наполу осветлена од Сонцето. Дали лево е скриената страна на месечината? Не. Скриената страна на месечината е секогаш спротивно од земјата. Тука е означена со бел. Ако ја гледате месечината низ двоглед, ќе ги видите светлите и темните области, планини и кратери, кои ги оставиле астероидите во текот на милијардите години. Некои делови од месечината биле прекриени од вулканска лава, која ги исполнила кратерите, па тие подрачја се мазни. Скоро е недопрена и на незе има малку кратери, затоа што ударите кои биле многу чести при формирањето на сончевиот систем станале ретки. На скриената страна на месечината, која ја снимија вселенските сонди, кратери има насекаде. Зошто? Таа страна е без земјината заштита. Тоа е надворешната страна од каде долетуваат астероидите. Скриената страна од месечината прима удари. И затоа е преполна со кратери.